Старата и дотраена водоводна мрежа во населбата Бедиње, поточно на потегот на улицата 11 ноември, секојдневно без вода ги остават тамошните жители. Поупатените велат дека е потребна целосна замена и реконструкција на водоводната линија која е незаменета од 53 година, а веќе последните 10 години проблемот со немање вода и постојани дефекти е секој ден. За да маката им биде поголема, водата која протекува низ цевките по интервенција од надлежните е небезбедна за пиење и употреба. Овој проблем е задни 10 години. Секојдневно, да не речем секој втор ден, вода снемува, ќе дојдат, ќе направат по 2 сати, 3, што попрво да направиме? Дали да измиеме судови, дали ручек, дали деца да испереме, дали ние да се измиеме, да се избањаме и така. Водоводната линија е стара од 53 година. Захтевавме цела линија да се смени скроз. Ова што се прави од метар до метар, од 5 метар до метар, тоа не доваѓа у обзир. Скроз цела линија. Пари има земено, градоначалникот има пари земено да се доведе овдека и да се направи цел да се собере местна заедница и да градоначалник да се собере, он има пари земено да се направи цела линија за вода. Иначе, оваква по метар, по 5 метра не доваѓа у обзир. Кога ќе дојде водата, второ, кога ќе дојде водата, напуниме вода со песок. Машини ни се закукаа со песок. Казанчињата пуно песок. Тај водата што ја пиеме, тоа не е добра вода. Прво, кога ќе се направи вода, треба да се филтрира. Па после да се пушти. А не пушти вода со овакви цевки, изрѓани цевки, целата што пејте. Јас сам 50 години овдека. Да ти кажу право, ово е неизмерено. Ти секојдневно да ти немаш воду и да се измиеш и да се напиеш како треба. Ми треба се прљаво воду да пиемо. Док се овај вода изчистим и што ќе правиме? Она дојде мутна. Дојде се избистри, па после пушти туриву клор, па ќе биде како млеко. Ма и не сталјот. И бело, има и клор, има и се, ама што? И тесте улице и ништо не правимо. Градоначалник да дојде и да вети овдека се што треба. Да ни смени линiju, да ни обезбеди воду, ако сака, а не само пари да тураме у џеп. Пред изборите градоначалникот започна со менување на околу 100 метри. Изборите поминаа од тоа што вети нема ништо. Револтирани раскажуваат жителите. Го запрашаа дали ова е нивна надлежност или негова. Сваки ден, 4-5 дена немамо воду. 5 дена. И од вчера, од Сабале, пушти у 2 сат. Вечерто, пас нема. Сабале пушти, пас нема доле струја. Сваки ден, сваки други ден нема вода. И на кога да се пожалиш? А он пред да почне избори, градоначалник, 300 метра или 100 метра пушти, док иде избори, остави и намо не продолжи. И што? Вети дека ќе се направи. Ќе се направи, он тамо пушти малце и застави. И што? Избори завршија, секондјици иде и готово, и па без вода ќе останеме. Да прашам јас, ова чива е работа, дали на градоначалник, дали на селаните? Тоа е негова работа, нека среди, со што ги децата труимо? Со што? С песак, с загадена вода. Уопште не е, сак смо балонче напунили, она жута, када го снема. Ја мислам, тоа е негова работа и нека среди. Белешки кој не си ги плаќа, например, средена вода, кој не си ги плаќа, нека дојде, нека ga сече. Мислим, ниња е работа, али ја мислам дека сви си плаќамо, а многу загадена вода пиемо и не смо задоволни. Никако не можеме да се исперемо. Во телефонска изјава директорот на јавното предпријатие Водовод Горан Стојановски рече дека е запознаен со проблемот и е во исчекување на дозвола од општина Куманово за замена на 1100 метри водоводна линиска мрежа. Буквално секој ден на потек од 500 метри во населба Бедиње на стара руинирана мрежа имаме дефект. Значи нашите екипи се нонстоп на терен, али за жал бидејќи мрежата е во таква руинирана ситуација, со едно крпење на мрежа се јавува дефект на следните 20 метри. Значи и денеска се луѓето на терен, вчера работеа, од среда буквално секој ден пола водовод е ангажирана, работните единици се на теренот во Бедиње. Чекаме дозвола од општина Куманово, која што се надеваме дека ќе ни биде издадена во понеделник за замена на 1100 метри од оваа стара мрежа на потегот према Бедиње и со тоа да го надминеме овој проблем за локалното население
Значи во овој период да се биде без вода е стварно катастрофално. Стојановски уверува дека и покрај фактот што мандатот на градоначалникот истекува на 15 мај, постапката за издавање дозвола ќе биде завршена. Постапката е започната пред истек на мандат на градоначалникот. Сектор за урбанизам ќе го издаде решението и нема да има никаков проблем за интервенција на оваа локација. Инаку се уште актуелниот градоначалник на Куманово Дамјановски на локалните избори во 2013 година на средба со жителите од Бедиње вети дека во фокус ќе му биде решавање на проблемите во приградските населби, а меѓу нив инвестиции во водоснабдувањето.